Денес на самиот почеток на бербата на грозјето сме тука во Кавадарци за да бидеме со лозарите, да ги слушнеме проблемите, но и да ги понудиме решенијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои што ќе бидат дел од нашата понуда. Имаме честна понуда и сакаме да ги решиме проблемите кои што ги мачат овие луѓе. Затоа, она што е клучно во програмата е што воведуваме во првите 100 дена од мандатот на новата демократска влада зелена, поевтина нафта, која што е 50% поевтина, која што ќе се користи за земјоделската механизација. Воведуваме поевтини вештачки ѓубрива и поквалитетни репроматеријали. Затоа што сметаме дека со намалувањето на производствените трошоци ќе имаме подостоинствен живот и стандард на лозарите. Но исто така, она што го ветуваме и она што зашто гарантираме дека ќе го реализираме, токму како решение на проблемите кои што ги имаат овие луѓе, е што ќе бидеме и гарант за откупот на ова производство. Ќе бидеме гарант, државата ќе биде гарант за откупот на грозјето кое што го имаат. Ќе застанеме во решавање на проблемите и на винариите, но и на проблемите кои што ги имаат лозарите. Имаме системски решенија и мерки и затоа велиме дека 30 дена пред откупот ќе се договараат цените со посредство на државата, на откупувачите и на производителите. 30 дена пред секој откуп ќе се знаат цените по кои што ќе се откупува. Тоа се само дел од решенијата и мерките за кои што се уврзуваме веднаш да ги реализираме. И тоа се системски решенија за кои што цврсто ќе застанеме. Исто така, во целиот овој период, токму овде, во Неготино и во Кавадарци, пред околу половина година, власта, министерството, министерот, заменикот министер, ветија дека проблемите на лозарите ќе ги решат со тоа што рокот за исплата на грозјето ќе се скрати од 6 на 3 месеци. Видовме пред само неколку дена дека повторно истите луѓе ги враќаат старите решенија. Денеска во Кавадарци слушам дека министерот имал средби со лозарите и дал нови ветувања за нови промени на законите со кои што ќе се подобри состојбата во овој сектор и ќе се решат проблемите на лозарите. Со паушални и со измислени измени на закони не се решаваат проблемите. Проблемите мора да се решат системски, затоа имаме чесен пристап, затоа ќе понудиме и тим кој што ќе биде искрен, чесен и одговорен, но и политики за кои што цврсто ќе застанеме. Благодарам.